срамам што сум дел од ваква држава. Јас сум 36 години, во моите 36 години почнав да слушам и да се распрашувам од како се случи трагедијата. Иначе ме е срам што сум дел од оваа држава. Требаше да си ја послушам мојата ќерка и пред време да си селам од оваа држава. По денешното застанување овде на дел од вас и кажувате дека системот треба да, и ние бараме системот да се смени и државата да застане позади нас, оти државата сме ние, обичните граѓани, а вие сте дел од државата што треба да водите оваа држава и да го уведете тај систем и системот више еднашка да се смени и да почне во добра насока. Но денеска гледам дека прво сакавте да ме манипулирате со нас, родителите. Тоа беше срамно од ваша страна и од државата. 9 месеци никој од вас не се појави во Кочани да подаде рака на нас, да ни изрази сочувство, особено само писменото обраќање. Кај некој отидовме лично да се видиме, па и не ни остави тогаш убав печаток. И си велам, така размислувам сега додека ве слушам, велам, ние тражиме правда, вистинска правда за нашите деца. Не само за нашите, и за вашите, што седете, сигурно сите сте фамилиарни, имате деца дома. Дали сте се запрашале некогаш, секи зборам како родител, дали сте се запрашале некогаш, дали треба да го смениме системот од корен? Да, требате. И ние, како обични граѓани, стоеме денеска пред вас, не само како родители, туку и како граѓани на оваа држава, што 35 години уназад гледаме дека не функционира. Ако ние денеска не го смениме системот, нашите деца ќе се иселат, како и ние, бидејќи мене ме е срам што сум дел од оваа држава. Дозволуваме секој ден да гледаме убиства, дозволуваме секој ден да гинат млади личности, да се иселуваат од државата. А од што? Не е од нас. Од вас е. Вие седете поради нас на тие столчиња. Значи, ние кога видиме дека немаме право на глас, дека секој не отфрла, тогава системот не може да се смени. Значи, денеска стоиме овде за да смениме нешто во оваа држава. И ние бараме само правда, не стоиме, ние родителите и Сдруженијето на 16 март не се само од Кочани, туку 90% од починатите се. Значи, ние бараме вистинска правда за нашите деца, не само за нашите, за идните генерации што треба да дојдат после нас. Денеска не има, утре не нема. Тоа така е кажано и е напишано во Библијата. Значи, денеска ако стоиме овде, ќе стоам со исправено и ќе кажам, да, стојам позади вас, ама нема да манипулирам и нема да онадувам, ќе стоам како човек и ќе кажам дека во оваа држава, да, ќе се смени нешто. За подобро иднина, за идните генерации. А денеска овде не видовме дека ќе има нешто уврска со нашата правда. Ако ние денеска не си го кажеме своето, толку е више.